Општина Карпош работи на терен со една зголемена динамика, се градат нови паркинзи, велосипедски патеки, пристапни патеки како што е ова овде. Моментално се најдуваме во урбаната заедница Кузман Јосифовски Питу и конкретно на улицата Ловченска 2, како што кажавте, и оваа улица подолго време беше непристапна, неуредена, односно жителите на овие околни објекти газеа кал. Општината Карпош собра сили и во запоставените простори да ги уреди, со тоа што оваа улица пред известно време, кратко време, е уредена и поплочена со бекатон и сега жителите се движат по современа и модерна патека. По натамошна фаза, општината Карпош ќе преземи со поставување на урбана опрема, клупи, корпи и така да ќе се исто така и осветлување, така да овој простор ќе биде уреден во еден современ простор кај што граѓаните ќе можат пријатно да престојуваат. Вкупната инвестиција на овој проект изнесува 530.000 денари и е финансиран од општината Карпош. Изведувач на работите беше фирмата Дабо Компани, која е присутна подолго време на просторите на општината Карпош и изведува голем број инфраструктурни објекти. Колку години живеете тука? Тука живеам 50 години, тука сум родена и тука си живеам во оваа населба. Дали во последно време се прават напори од страна на локалната самоуправа за подобрување на квалитетот на живењето и што е она што можеби недостасува, а сакате да се направи? Па за сега јас сум задоволна, стварно многу населбава наша ја поправија и кај Тафталиџе, улицата, кружниот ток, мислам се тоа многу убаво го направија. Јас сум благодарна како Карпош се изградува многу. Конкретно еве за овој дел каде вие живеете сега? Сега за улицава наша малку чекавме, ама важно сега ни ја направија, тоа ни беше битно и сите сме задоволни од дека од нас, од комшииве, многу. Поготово нагоре што ни е осветлено све, многу. Ни значи тоа што ноќе има светло. И горе на ридот и надоле. Сега сме задоволни по 60 години у брак. Ни се направи чешмата тука, задоволни, благодарни, преблагодарни. Дали сте задоволни од општината што прави за вас граѓаните? Задоволни, презадоволни. Фала многу. Го чекаме многу, мнозина пројдува, многу обеќава, ништо го чекаме и го дочекаме. Презадоволни сме. За сега сме задоволни, али чекавме 5 години да се направи. До пред само 10 дена тука се изведува подземни работи на подземната инфраструктура. Станува збор за улиците Козле 3 и улицата Козле број 8. Еве следна фаза, подготовка за нејзино асфалтирање. Општината Карпош, како што кажавте, интензивно работеше на припремање на улиците Козле 8 и Козле 3 за асфалтирање преку фирмата Бетон. Претходно, пред да се асфалтираат, мораше да се изведи подземна инфраструктура, односно фекална канализација, која ни одзеде малце време и закаснине со асфалтирањето поради изведување на фекалната канализација, која по улицата Козле 8 и Козле 3 продолжува по улицата Козле 3 до населбата Жданец, односно новопроектираните населби за кои истата е наменета за градба на објекти, да може новите објекти да се приклучуваат. Извршено е по завршувањето на фекалната канализација до улицата Козле 1, извршено е асфалтирање на улицата Козле 8 и сега моментално продолжени се работите на улицата Козле 3, која ја гледаме во оваа фаза, е припремена и наредниве денови ќе биде завршено со асфалтирање. Со тоа, овој дел, овој локалитет во населбата Нерези ќе добие нов лик, односно сите 4 улици, Козле 3, Козле 5, Козле 8 и Козле 10, непосредно до поранешниот отворен канал кој сега е покриен, ќе добие физиономија на булевар и исто така ќе биде инсталирана нова електрична инсталација за улично осветлување и ќе биде обележано паркирање, односно улиците сега добија ширина од претходните 3 метра 6 за сметка на покривање на каналот.
во средината, средниот дел на овие улици ќе биде засадено зеленило и цветен насад, така да граѓаните овдека пријатно ќе се чувствуваат и ќе уживаат во убавините на оваа улица. Колку општина Карпош од својот оперативен буџет издвои за реализација на овој проект? За реализација на овој проект општината Карпош од својот оперативен буџет издвои 5,5 милиони денари и градежните работи ги изведува фирмата Бетон. Тука живеете вие? Тука. Задоволни ли сте од тоа што еве улицата е сега асфалтирана? Задоволни, презадоволни. Многу е убаво. Колку општината работи во интерес на граѓаните и ви прави подобри услови за живење? Ги прави подобри, али овде за население во ова што е во Нерези, би требало малку повеќе. Колку години немаше атмосферска фекална канализација, колку години не беше асфалтирана улицата? Вака, ние сме тука од 73-та година. Едно 7-8 години не бе асфалтирана ни една улица тука. Правата што е према црквата, овие вака пак овде ич, да речеме, после се асфалтира, сега еве се не реновира уште побаво. Тоа е многу убаво сега што се направи. Нема кал, нема прелавчина до лане, светот бе многу прашина. Имаше прашина, ова се убаво, за убаво што е убаво, убаво. Јас не викам да не е. Што се прави се е убаво. Канализација немам не, и тоа добивме. Ви се допаѓа ли што е направена улицата после толку години? Ми се допаѓа и тоа многу. Добро. Многу ми се допаѓа. Беше значи во еден хаос, хаотично беше, со коли, со тропање, со рипање, сега е супер, супер, многу убаво, многу ми се свиѓа, многу ми се допаѓа. Па види, како да ви кажам, она што е во могуćност, се помага. Еве сега направи улицата, канализација, ставија едно друго. Без разлика на било колку гревата да се пожалиме. Па сега, знаеш како е луѓето, увек некој ќе се жали, некој ќе плачи, за на сите не може да му се стокми. Задоволни ли сте од тоа како општината работи во интерес на своите граѓани? Да. Да, од степчета сме задоволни. Мислам, тој е председател на Карпош. До ден денес е добро. Па од сега натака ќе видиме. И на улицата Багдадска во општина Карпош се врши интервенција, станува збор за атмосферска канализација. Што велат роковите и која е финансиската конструкција? Според истата програма од средства од Светска банка, планирани се овдека на оваа територија уште 4 улици. Покрај оваа улица Багдадска предвидена е и Алжирска, Анкарска и Борка Талевски за изведување на фекална на атмосферска канализација. Конкретно работиве ги изведува фирмата Вардар Градба. Динамиката е сосема коректна, односно сите термини за изведување на улиците се запазени и очекуваме за кратко време да се завршат овие улици. По завршувањето со изведување на атмосферска канализација ќе се пристапи кон изведување на асфалтерски работи, односно сите овие улици ќе бидат асфалтирани со нов асфалт и ќе добијат ново руво, односно на овој дел на општината, односно на урбанава заедница, ќе се подобрат драстично условите за квалитетно живење.